Проблемот со загадениот воздух во Кочани е доминантен секоја грејна сезона, но анализите потврдуваат дека и овој пат главна заслуга за загадениот воздух се домашните оджаци. Нивното учество во нечистиот воздух е дури 90%. Причина за ова е масовната употреба на дрвото како основен енергенс за затоплување. Самото грејење на огромно дрво, без разлика на квалитетот на самото дрво, доаѓа до поголемо загадување на воздухот во Кочани, тоа е јасно. Но во моментов ние немаме решение за тоа како би го решиле. Нашиот предлог беше гасификација на Кочани, искористување на топлата вода, значи тоа е изводливо, тоа е можно. Освен домакинствата, загадуваче и индустријата, зашто Тодоров предлага. Субвенционирање на горивото кое тие би го користеле би било најдобро решение и за фабриката, и за граѓаните, и со тоа би се решило прашањето за секогаш. Ветување добивме дека тоа ќе дојде во парламентот и ќе биде решено со една законска регулатива. Во истата насока, за чист воздух во Кочани ќе делува и општината, од каде што најавуваат. Ние како општина Кочани заедно со Министерството за животна средина ќе работиме да ги идентификуваме загадувачите, што е прв и најзначаен чекор во борбата за намалување на загадувањето, но ќе го продолжиме и проектот за субвенции на клима уреди за да се напушти грејењето со дрва. Вели Љупчо Папазов, градоначалник на Кочани. Своите согледувања за состојбите подобрувањето на квалитетот на воздухот, Сдруженијето за здрав живот во Кочани јавно ги промовира, а воедно и иницира ургентно делување на сите институции.